Денешна тема на разговор, а тоа е првата детска амбасада во светот Меѓаши и по тој повод со нас во студиото е господинот Драги Змијанац, основач и председател на Меѓаши. Посакувам добри дојде во 24 од срца. Добро ве најдов и се надевам на гледачите ќе им биде интересно да не следат. Така, ќе биде интересно и се надеваме дека малку ќе ја подигнеме свеста повеќе. Но за почеток јас редно е мислам да ве прашам за почетоците, па ќе преминеме и на оние актуелни настани кои што се случуваат со оглед на тоа што веќе 21 година постои организацијата Меѓаши, ако не се лажам на 29 април го прославивте вашиот роден ден. Да. За овие 21 година според некои статистики околу 90% слушнале за Меѓаши, што и не е чудно, нели, со оглед на долгото постоење. Па да се навратиме во 92-та, малку сосема накуса барем околу идејата, нели, на ваков тип на организација. 92 година беа војните во поранешна Југославија, кризата кога не размислувавме како ќе работиме, со што ќе се занимаваме, туку едноставно сакавме да им помогнеме на децата погодени од војната. И се сеќавам мојата колешка која е иницијатор на оваа идеја на Гордана, беше на македонската телевизија кога го поддржа апелот од Сараево за организирање на воздушен мост, спасување на деца од Босна и Херцеговина во Македонија. Тогашната компанија Палер Македонија ни даде еден бесплатен авион и почна да пристигаат бегалци. Се сеќавам тогаш и такси компанијата Плава Лагуна ни излезе во пресрет и многу уметници како Есма Реджепова, Драган Мјалковски, Коле Ангеловски и така натаму. Ние бевме тука да ги згрижиме бегалците. Всушност не бевме ниту регистрирани, ниту формирани. Тоа се случуваше на почетокот на април, а ние се регистриравме на крајот на април. Так. Моравме формално да се регистрираме. Всушност ги затекнавме и самите институции неподготвени во згрижување на децата. Тогаш ниту УНИЦЕФ, ниту Високиот комисаријат за бегалци, ниту Црвениот крст беа подготвени за згрижување, а ние веќе преку македонската телевизија упативме апел да се отворат сите прифатилишта, детски одмаралишта. Граѓаните покажаа огромна граѓанска солидарност. Една недела се сеќавам дека правевме списоци околу граѓаните кои сакаат да згрижат бегалци и секако сите очекувавме дека војната ќе трае кратко, дека таа ќе заврши, дека ние многу брзо ќе се насочиме кон мирновременски активности, но за жал тоа не се случи. Војната траеше до 1997 година. Паралелно ние во меѓувреме свативме дека не можеме севкупно да се ангажираме само за згрижување на бегалците во Босна и дека треба да се сподели товарот со другите западноевропски земји и почнавме да организираме дестинации во Шпанија, во Данска, во Словенија, во Турција и така натаму и ги отворија вратите овие земји. Навистина Македонија во еден момент кога беше 60.000 бегалци недоволно подготвена, јас го споделија товарот овие земји и на тој начин се растовари Македонија од овој да кажам овој товар кој неподготвено тогаш влетавме сите заедно како држава новоформирана, сакајќи да им помогнеме на нашите поранешни сограѓани од поранешна Југославија. Пријателствата со овие граѓани ден денеска траат. Некои од нив останаа во земјите кај што се дестинираа, некои се вратија во своите огништа, но ние веднаш потоа почнавме да ги детектираме проблемите со кои се среќаваат децата во Македонија и следната година, 93-та, го отворивме првиот SOS телефон за деца и млади. Граѓаните го знаат, тоа е 0800 122 22. Тоа е уштиот се уште и после толку години. Постои оваа година ќе наполни 20.000 случаи на кршење на правата на децата, 20.000 дојави, 20.000 судбини. Многу SOS волонтери, оператори помина, сите се вградија во тој SOS телефон. Нам ни е многу важен не само како директна служба за помош и телефон од јавен интерес, туку и како еден индикатор за состојбата со правата на децата и многу веродостојно ги внесуваме во нашиот извештај што го подкупуваме до Комитетот за правата на детето во Женева и оттаму стигаат препораки до државата која треба да ги исполни во наредниот период за да се подобри состојбата со правата на децата во Македонија. Така, можеби вие неколку пати веќе сте раскажале оваа приказна, меѓутоа секогаш има некој што прв пат ја слуша, така да добро е да се каже уште еднаш. Ова приказна доаѓа како приказна, мене ми доаѓа како судбина, значи не само ние што сме се вложиле 21 година, туку и колку активисти, волонтери, колку страдалници, колку деца им била потребна на
Многу едноставно многу се чувствуваме убаво од дистанца кога ќе не сретнат веќе пораснатите корисници на нашите услуги да ни се заблагодарат за тоа што сме го сториле за нив. Секако тоа не мотивира дополнително да ние продолжиме со истиот ентузијазам. Всушност, она што го забележуваме и покрај 21 година, ние се уште не знаеме да застанеме, се уште горливи проблеми и теми ги отвараме. Она што е карактеристично, пошто не препознаваат перцепцијата на граѓаните, тоа е она што јас сум го забележал, е дека не доживуваат како безкомпромисни борци за правата на децата, како луѓе кои знаат да се спротивстават на било која структура на власт, кога се кршат правата на децата, кога бараат од државните институции да бидат мобилни и максимално функционални во најдобар интерес на децата, кога на некој начин е гласот на децата, кога говори за нешто што не се говорело порано, не само за родоскрнавање, педофилија, насилство, психичко, физичко, туку и за невидлива бројка на деца, деца фантоми, деца без извод од матична книга, грабнати деца, киднапирани, силувани, насилство, физичко, психичко, семејно и така натаму. И токму овој SOS телефон кој го говорам, многу не беше драго. Пред 3 години со Брима имавме едно истражување, перцепција за правата на децата, дискриминација и насилство. Нашиот телефон од 2344 испитаници деца во основни и средни училишта беше препознат како втор број после бројот на полиција, кои го препознаваат каде треба да се јават кога имаат проблем или кога некое право им е прекршено. Така, ајде да одиме со последните информации кога зборуваме веќе нели за деца кои што се јавиле. Според оној извештај кој го имате секоја година, еве за изминатата 2012-та, регистрирани се 397 дојави со кои се опфатени 597 деца. Сепак нели стравувањата се дека постојат и други деца кои што не се пријавени, така не се овие бројки толку реални затоа што има голем број на дечиња кои што тоа е 1:10. Не се јавиле. Значи едно дете ќе се охрабри, 9 молчат. Молчат од повеќе причини, значи повеќе кај нас се јавуваат роднини, баби, чичковци, дедовци и најблиски отколку децата. Прво, децата не се доволно охрабрени да се јават. Второ, се плашат од последици. Трето, се плашат од тоа колку ќе бидат разбрани и колку ќе бидат поддржани, а четврто, се плашат од дополнителна стигматизација и виктимизација во процесот на докажување на вината на осомничениот, кога можете замислите колкава е травма кога осомничен е родител, татко, да кажеме, ако стана збор за родоскрнавање, или чичко, вујко. И децата се збунети кога имаат насилство, силување од најблизок, а тој треба да му биде прва потпора и одбрана. И тогаш конфузијата е уште поголема кога треба да го дојави родителот, а при тоа истиот тој родител, судскиот систем и полицијата не се доволно ефикасни да го стават во притвор, додека не се докаже вината и да не биде на слобода за да може да вршат влијание на детето, да ја смени изјавата. Од друга страна пак не секогаш другите родители, вториот родител, се става во заштита на детето и ја прифаќа изјавата како веродостојна, а не како сомнеш дека детето измислува или прави некој сценарио, се со намера да го жигоса или да му наштети на родителот, што е невозможно и теоретски и практично. И повторно ќе кажам, во тој еден лавиринт на недоволен систематизиран систем на заштита, кој ќе работи по најдобар интерес на детето, каде што детето ќе биде згрижено во некој згрижувачко семејство, се додека не се расчисти семејството во состојбата во семејството и центарот за социјална работа, додека не постои вистински критериуми за одговорно родителство, да се врши мониторинг, строг надзор на остварување на родителско право и дури ние се залагаме да се превземат мерки на одземање на родителско право ако родителот не ги исполнува соодветно критериумите кои ги воспоставува Центарот за социјална работа, затоа што не можеме ние да очекуваме дека секој родител е одговорен. Имаме многу случаи на насилство, силување, злоупотреба од страна на родителите. Тоа се документира и во електронскиот и дневен печат и навистина е травматично за едно дете да се врати во таа средина каде што таму се случило. Така, со оглед на тоа што еве од овој извештај кој што го споменуваме, не станува збор за ниски бројки, значи сепак се релативно високи. Тоа значи дека се подигнува малку свеста кај луѓето да пријавуваат вакви случаи или растат
тие случаи? Многу често сме биле запрашувани и од новинари, од институции, добро, дали е зголемен бројот на дојавите или свеста, или пак сваќаат жртвите дека со секој премолчување се станува соучесник. Ние инсистираме на охрабрување и на дојавување, но инсистираме и на максимална заштита на детето жртва и сведок, да не биде дополнително травматизирано и да биде заштитено во тој процес што го кажав на докажување на вината на осомничениот, а при тоа сторителот на тоа кривично дело да биде на сигурна дистанца во притвор додека не се докаже вината. Оно исто така што загрижува во последно време зголемениот број на бракоразводни постапки, каде што е дополнителна травма за детето, посебно со еден притисок на родителите, каде што не го гледат најдобриот интерес на детето, туку се ставаат во позиција на моќ кој кого ќе надмудри и кој ќе добие наклонетоста од детето. При тоа се служа со секакви средства за да му наштетат на другиот партнер, дури користејќи ги и институциите како што е судот и Центарот за социјална работа во надмудрување на помокниот, повлијателниот, поимотниот, не водејќи доволно сметка како тоа се рефлектира на психичкиот раст и развој на детето. И она што ние се залагаме, независно од економската состојба на родителот, детето да биде прашано во процесот на бракоразводна постапка со кој родител има остварено емоционална добра врска, и ако е тоа со помалку имотниот родител, судот нему да му го даде правото на старателство, а другиот, независно од неговата моќ, да биде со право на видување. Иако и тука има проблеми околу правото на видување, на кој начин тоа се остварува, затоа што многу често мајките се јавуваат во улога на жртва, велат, еве јас 5 дена го чувам, го бањам, го хранам и така натаму, тој за викенд ќе му изнакупи еден куп подароци, не може да се компензира мојата мака и труд што го вложувам за сметка на тоа што тој го прави за време на викенд 2 пати неделно. Во последно време заговараме и застапуваме една теза која се надевам дека ќе добие зелено светло, а тоа е подеднакво старателство, да нема надмудрување на тоа кој ќе биде старател, кој ќе има право на видување, туку подеднакво старателство од двата родители, а за разбрани родители нема потреба ни подеднакво старателство, ни право на видување, ни едноставно се прават договори меѓу брачните партнери да детето не го доживува толку тоа на травматичен начин и едноставно родителите се видуваат без при тоа да има навреди, повреди, закани, уцени и нешто што детето ќе го смета како сосема нормална комуникација меѓу двајца возрастни луѓе. Верувам дека таквите случаи се поретки, значи штом дошло до развод, веројатно една од главните причини е тоа што не може да се воспостави добра комуникација. Меѓутоа оваа теза што ја застапувате детето да има право да бира, зборуваме сепак за една под наводници или реална слика, затоа што и во почетокот кажавте дека најчесто детето е жртва на манипулации, без разлика дали од мајката или од таткото, без разлика од кој родител. Така што не знам ни дали тоа е идеалното решение. Не верувам дека постои некоја формула, дека постои идеално решение, да може детето да избере само и да го направи вистинскиот избор, затоа што детето не мора да биде класично интервјуирано со кој сака родител, но низ разговор. Така. Може да се оцена центрите социјална работа и судот со кој родител детето, ако веќе останува старата формула старател и право на видување, со кој родител би сакал да живее, но тука сега има друг проблем. Ако се одлучи детето да живее например со мајката, мајката е навработена, а таткото е вработен, имотен, моќен. Центарот за социјална работа, институциите треба таа мајка, ако детето се одлучи да биде старател, да се најде или работа, или до едукација, или некаква економско оснажнување, за сепак таа емоционална врска да биде приоритет, а не да бидат економските средства, финансиските и состојбата на поимотниот и имотниот предуслов да детето биде задоволно од тоа што ќе биде економски ситуирано кај тој родител. Така. Да не заборавиме дека и гледачите имаат можност да се вклучат на телефонските броеви 60 91 924, 60 91 925, доколку имаат било какво прашање или може би сакаат само да го споделат своето мислење токму на оваа тема. Предлагам тука да го погледнеме и документарниот филм кој што е снимен од страна нели на Меѓаши по повод 20 годишнината.
Се вративме во студио, ќе го продолжиме разговорот токму на оваа тема, нели првата детска амбасада во светот Меѓаши. Господине Змијанац, го погледнавме видеото, ова е кратка верзија, меѓутоа ние ја скративме уште малку повеќе. Имаше неколку нели да речеме поексплицитни малку содржини кои што не е многу пријатно можеби во утрински термин да се емитуваат за гледачите. Како ќе го коментирате вие ова видео? Па во овој дел може гледачите да го видат, да ја видат кампањата која ја спроведувавме со одговорно родителство, каде што ги потсетувавме и се потсетувавме самите себе како родители колку е важно одговорното родителство, комуникацијата, разговорот со детето, колку е важно на детето да му се каже дека го сакаме, да го гушнеме, но и да најдеме време за разговор, што ни станува проблем. Нашата заложба е секогаш да одвојуваме, ако треба и малку време, тоа да биде квалитетно посветено во разговор со децата, дека ние сме првите приматели на информација кога детето има проблем. Мора да бидеме од голема поддршка, да не дочекаме психологот, педагогот или социјалниот работник да детектира проблем кој го има детето и ние да го слушнеме тоа од таа служба, а да бидеме први кои ќе реагираме на време. За тоа треба сензибилитет, посветеност, внимание. Затоа родителите пријатно ја примија кампањата дали денес го гушнавте вашето дете и дали денес му кажавте на вашето дете колку го сакате, но кога ги запрашавме дали денес разговаравте со вашето дете и тука почнаа поплаки. Не од аспект да не критикуваат околу пораката која упативме, туку да не се поплачуваат дека работодавачите ги истоштуваат на работа, дека имаат многу работни обврски, дека времето од 9 до 17 часот е тежок период каде што тие ќе успеат да имаат комуникација по нивното доаѓање со детето, дека се во различни смени со нивните деца и така натаму да не говорам. Но она што позитивно влијаеше дека сепак ги потсетивме родителите на нивните родителски обврски и сметаме дека тука треба да се работи во иднина, не само за предбрачно советувалиште за стапување во брак, туку треба и советувалиште за одговорно родителство, каде што родителот навистина ќе ги знае кои се неговите родителски должности. Во вториот дел од документарниот филм забележавте нашето упорно инсистирање на почитување на Конвенцијата за спречување на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. На наше залагање 2001 година се ратификуваше таа Конвенција 182 од Меѓународната организација на трудот. Сметаме дека тоа е многу важно, се говори дека во Македонија има економска експлоатација, дека има деца чиј труд се злоупотребува, кои питачат, кои работат на нива, чуваат добиток, кои не одат на училиште, работат секундарна суровина, исклучени се од образованието, некои од нив се киднапирани, грабнати, се користат за секс туризам. Едноставно таа структура на деца ја има во Македонија, да не говорам, како што кажав на почетокот, дека има и невидлива бројка на деца. Тоа се 1500 деца кои не се евидентирани во извод од матична книга на родените и воопшто не може да остварат ниту едно право. Постојано говориме дека има 2000 деца кои се на улица, 18.500 деца кои не одат на училиште и околу 200.000 возрастни кои не успеале до крај да го завршат основното образование, а знаете каде има исклученост од образование, каде има злоупотреба, има сиромаштија и на тој начин се зголемува опасноста децата да бидат жртви до нивната 18 година, токму поради непочитување на едно основно човеково право, тоа е правото на детето да биде образовано и воспитувано во институција како што е предучилишна установа и како што е основно училиште. Но за да стигне детето до основно училиште, а да не говорам за задолжително средно образование, треба градинката да му биде првиот чекор. Она што не загрижува е дека во Македонија, во општините некаде се движат вклученост на децата во градинки од 9 до 14%, максимум 15%, што е мала, исклучително мала бројка. И сметаме дека државата мора да најде механизми за оваа ранлива група на деца, маргинална група на деца, да им обезбеди бенефиции, бесплатно користење на градинката и на тој начин едно дете вклучено во градинка и во училиште, ќе имаме едно дете помалку на улица и нема да дадеме можност да просветните инспектори детектираат исклучени деца од образование, трудовите инспектори да детектираат дека децата се користат за сезонска работа, а судиите пак не ги санкционираат родителите кои ги злоупотребуваат затоа што не можат ниту глоба да наплатат на родител кој е
кој не е вработен, а од друга страна мора да ја менуваме свеста кај родителите дека на тој начин не може да се заработува и да се екзистира и дека тоа му оди директно на штета на здравјето и на психичкиот и физичкиот развој на детето. Така, од режијата добивме сигнал дека може би имаме гледач на линија. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до вас и поздрав до гостинот. Јас мислам дека е драги Змијанац, така ли? Да, благодарам. Така, ве поздравувам и сакам да прашам. Дали државата одвојува средства за финансирање на амбасадата Меѓаши, тоа е знам од бивша Југославија, помнам. И дали некои деца веќе се одраснати, дали се згрижени во самиот процес. Еве, како што има вработување сега во владата, гледам таму ќе се примат албанци, ама дома ќе седат. А има овдека дечиња што навистина се загрозени. Дали на некој начин добиват средства за тоа? И второ да ви кажам право, не се сложувам со Спиро Ристовски, значи лагите му се при крај. Спиро Ристовски лаже затоа што ќе каже дека таму и таму толку се оделени средства, кога еве самите луѓе кажуваат дека се во таква ситуација да се сами справуваат со своите проблеми. Еве, на пример ќе го земеме, синочка слушнав на вашите вести во Дебар. Тоа е жалосно. Јас ве поздравувам, а сега ако може да ми одговори Змијанац. Така, ви благодарам за јавувањето, господи, имате пријатен ден. Ќе се обидам да одговорам накратко, добро што ме потсети гледачката. Значи, ние после завршување со босанската криза имавме косовска криза, каде што нашите активисти и волонтери одеа во сите кампови, Стенковец, Чегрене, Непроштено, Радуша и така натаму да водат грижа за нив до 2000 година. И кога помисливме дека на војните и дојде крајот, пукна 2001 година конфликтот во Македонија и ние бевме единствена и прва граѓанска организација која отвори прифатилиште за внатрешно раселени деца. Изгриживме од Рачиново бегалци, 4 семејства. Ни се родија 3 бебиња, Александар, Никола и Марија, тие се веќе големки. Во нашата амбасада државата финансираше до 2005 година. Ние, бидејќи тие не се вратија назад и нема намера да се вратат назад поради изгубената доверба и страв да се вратат во таа средина, решија да градат нови живеалишта во други места, фактички беа прогонети од тоа место. И ние им рековме ќе останете кај нас се додека не си ги обезбедите новите живеалишта и покрив над глава. Значи амбасадата Меѓаши од сопствени извори, од самофинансирање, од граѓаните, од социјално одговорни компании беа кај нас до септември 2006 година. Инаку, она што исто сакам да кажам е, потикнавме и ја подигнавме свеста околу потребата децата без родители и родителска грижа кои ги напуштаат институциите, како што СОС Детско село 11 октомври, дека треба да им се обезбеди вработување. Имавме 2 сајми на кариера, каде што работодавачите има директни средби со децата од овие институции, а претходно ги едуциравме како да подготват CV, како да направат интервју, но она што го забележавме генерално загрижува е децата додека се во овие институции, посебно во државните, не се води доволно сметка за нивното квалитетно образование и тие не успеваат да бидат конкурентни на пазарот, да се едуцираат на тоа ниво, да кога ќе го напуштат прагот на домот, веќе бидат на пазарот на трудот конкурентни и бидат вработени, не од емпатички социјални момент, туку од едноставно тоа дете толку едуцирано да работодавачот кој ќе бира меѓу 2 деца, едно дете кое има еднакви знаења како и другото, а ова кој е дете корисник на претходни бенефиции од страна на државата како дете без родителска грижа, биде на приоритет, а не затоа што е дете без родители и родителска грижа, што е на некој начин погрешен чекор и дека не се инвестира доволно во нивното образование. Инаку да одговорам директно. Ние постоиме 21 година и кога ќе кажам со сите наши активности, колку сме активни, колку директно посочуваме кон неодговорните, а претежно тоа се државните институции, нормално тешко е како организација која врши мониторинг на состојбата со правата на децата да не критикува, и тоа не можеме ни да си помислиме,
веројатно не одговараме на структурите на власт, на не само на оваа и на претходната, и буџетски кога ќе направам пресметка како нашиот буџет се финансира од домашни извори од страна на државата, иако тие не се транспарентни, ќе ви кажам и за тоа, нашиот буџет од државата е само 1%. 1%. Другите ги обезбедуваме преку граѓани, од касички, преку купување на новогодишни честитки, преку нашите дипломати кои ги имаме низ светот кои донираат средства, преку фондации, преку амбасади и преку мали економски активности кои наменски ги насочуваме за нашите програмски активности. Значи, ако се потпреме на она што ние го заслужуваме, до сега ќе требаше да има за детската амбасада марка, да има недела на детска амбасада, да има буџет за детска амбасада, меѓутоа тоа иде тешко, затоа што ние знаеме да критикуваме. И кога има педофилија во црквата, католичка, православна, знаеме да побараме одговорност и од министер ако ги злоупотребува децата за политички цели или други активности. Така и почнавме со разговорот. Нашата предпознатливост е безкомпромисни борци за заштита на правата на децата кои не знаат да кажат не на тој кој ги злоупотребува или врши насилство, а тоа се не е баш интересно за политичарите и им пречи веројатно тој пристап. Ние кога имаше локални избори говоревме дека одредени политички партии ги злоупотребуваат децата за партиски цели, за партиски цели и дека тоа ние ќе го забележиме и навистина го забележавме и тоа ќе го доставиме во нашиот извештај до Комитетот за правата на детето. Зборувавме околу користењето на децата за партиски цели. Меѓутоа, пред да продолжиме со разговорот, ќе го вклучиме гледачот да не чека. Повелете, кој ни се јавува? Гледачка од Куманово. Повелете. Сакам да прашам господинот Змијанат да ми одговори. Гледам на малите екрани се врти рекламата за многодетно семејство. Сега не е само да се роди, него треба да му се обезбеди. Имаме разни случаи, имаме дечиња сирачиња, имаме со слаба материјална состојба. Тука нема никаква грижа од државата, а за реклами има пари. Тоа ме чуди, значи неодговорна влада имаме. Значи едноставно ги занемарува. Тие пари што ги дава по рекламите, нека ги донира во Медјаши, во домот без родители. Тогаш ќе речам дека правилно работат, инаку вака промаша е само. Фала многу. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето, господи, имате пријатен ден. Има гледачката право, јас би ги поканил сите политичари, нека дојдат во нашиот дневен центар за деца кои не одат на училиште и во Шутор Изер исто така да видат колку тие дечиња имаат проблеми и зошто не одат на училиште. Значи, едноставно нивниот старт во училиште, значи финансиски средства кои родителот кој не вработен не може да ги покрие. Тие не ги знаат ни деновите, ни месеците, ни годините, едноставно добиваат некаква првична едукација во тој наш дневен центар, да не кажам дека и се капат со помош на граѓаните и донации, им обезбедуваме и облека и храна. Се забавуваат 4 часа во текот на денот, но тоа не е доволно. Тоа е само еден мал наш допринос да нешто помогнеме, а при тоа преку нив всушност да детектираме состојбата со децата кои се жртви на злоупотреба на детскиот труд. Значи, има право гледачката, мора да ја покажем и другата страна на живењето. Ако во Македонија има деца кои не одат на училиште, ако деца кои работат или пак едноставно се злоупотребува нивниот труд, државата мора да превземе мерки како овие деца да ги стави во системот и на образование и на заштита. Во однос на кампањите не би коментирал колку пари се трошат и како се трошат, но сметам дека генерално многу повеќе може да се дадат за директна помош на децата, отколку за било какви реклами кои давајќи директно на децата, всушност може да направат многу поголема реклама отколку реклама која одат на телевизија за промовирање на одредени вредности според нивните сознанија. Добро, може би затоа и не е чудо што очигледно децата ја губат вербата во институциите, со оглед на тоа што повторно ќе кажам од извештајот кој што го имате за 2012 за насилство во училиште во Меѓаши се обратиле 33 деца, додека да пријават сексуална злоупотреба имале храброст 18, од кои 106 односно биле жртви на семејно насилство, но она што е загрижувачки е податокот дека 57 се пожалиле дека институциите ги изоставиле или не реагирале.
Само да го вклучиме и следниот гледач, повелете кој ни се јавува? Добар ден. Жана Тодорова од Скопје. Поздрав до гостинот и до вас. Добар ден. Поздрав и до сите слушатели. Мислам, ке бидам кратка. Најголем Повелете. греф е нешто да му се наштети на дете. И затоа јас би му предложила на господинот Мијанат како организација, пошто ги следам нивните активности на Facebook, сме пријатели, да се ангажираат малце повеќе околу тоа да го потикнат владата, ова или било која друга, не е важно, да ги потикнат да го сменат законот за нели овие што се сексуални или било какви други злосторници што им наштетуваат на децата и да има малце поголеми казни или малце повеќе поголеми казни за нив, затоа што баш некоја читав у весник дека секој што знам како беше од 6 злосторници, не знам 5 го повторуваат после 3 години злосторството и така натаму. Значи, тие казни да не се смешни, тие се буквално смешни казни. Значи, за некој што го уништил животот на некоја дете, едно, две или повеќе, кое што е веќе непоправлив, мислам, непоправливо злосторство, нема враќање назад од тоа. Значи, многу мала казна е да се 3 години, 6 години, 10 години е мал. Значи, барем јас така мислам, еве јас имам дечиња и он е родител веројатно. Значи, еве секој нека помисли прво на своите деца, каква казна би му наменил на злосторникот. Па потоа нека, мислам, види дека на вистина нашиот казнен систем е смешен. Ви благодарам за јавувањето, доколку тоа е се, пријатно, имајте убав ден. Гледачката во две низини изјави има право. Боли тогаш кога тоа се случува на своето дете и треба секогаш судиите кои досудуваат казни да тргнат од тоа дека секој дете жртва е нивно дете. И втората работа дека сексуалната злоупотреба, родоскрнавењето и педофилијата оставаат најтешки длабоки трауми кај детето, дека децата не знаат да се справат со тоа, дека молкот таењето трае некојаш и 20 години и дека казните се мали, иако морам да кажам дека на наше залагање 2008 година со обелоденување на многу случаи, енормно многу случаеви, владата на итна седница предложи на собранието казните да се зголемат двојно. Так. И кога ние очекувавме дека тие репресивни казни ќе имаат превентивна мерка, се разочаравме и веднаш предложивме нови мерки на владата. Тие најдо еден компромис што мислам дека не е доволно ефикасна мерка, тоа е централниот регистар за педофили, каде што сметам дека треба малку повеќе да се поведе сметка за детето жртва, а не за интегритетот и личноста на педофилот. И второ се покажа дека и тој централен регистар не е доволен затоа што имаме неколку, само ванела, неколку случаеви на сексуална злоупотреба, педофилија и родоскрнавење, како што беше случајот во Кочани страна на родител. Предлагаме и сме упорни во тоа и сме фокусирани дека и не отстапуваме дека централниот регистар доколку оди со две превентивни мерки, а тоа е медикаментна хемиска кастрација со примање на лекови каде што утврдено е дека педофилот, како што кажа гледачката, секој 5 од 6 го повторува делото, ќе биде подложен на овие лекови за да се контролира неговиот нагон или либидо за да не го повтори делото, со носење на електронски алки за да се знае каде се движи. Так. Има шанси на некој начин да се стави оваа девијација, патологија под контрола, но она што го кажуваме и стоиме за тој став, за секој повторништво, рецидивизам, доколку откажа сите овие превентивни мерки, се залагаме за доживотна казна затвор или целосна изолација затвор болница, затоа што едноставно немаме гаранции дека педофилот кога е на слобода нема да го повтори делото. Така. И те споменавме, значи, благодарение на гледачката и на подсети и на оваа тема сакав да поразговараме околу регистарот за педофили. Вашиот став е тоа. Имате вие и други активности. Можеме да погледнеме и неколку слики доколку се подготвени од режијата. Може да ги емитуваме. Ова е значи најлошите форми на детски труд. Гледате едноставно. Ова се така. дечиња кои не одат на училиште и се вклучени во нашиот дневен центар. Ги обучуваме на разни вештини, оригама, ликовно и така натаму. И тоа е за нив дом
Ова е од нашата 20 прославата, годишнина. така, минатата година. Тортата од минатата година, еве ги дечињата кои се социјално интегрирани сите, независно од етичка или социјална припадност. Ова гледате, деца кои се тажни од позадината, кои работат, а детето кој учи е срекно. Ова е за 1 мај нашите дечиња од дневниот центар. Надписи во печат во голем број, значи јас пресметав дека имаме над 1500 надписи. Кампањата Калиопи и Виолета Томовска не поддржаа во глобалната кампања за вклучување на сите деца во образование, нашиот претпознат СОС телефон, нашите волонтери во директна работа со децата членови на амбасадата, глобалната недела, глобалната акција за вклучување на децата во образование на плоштадот, најголемиот ланец во светот кога децата од Македонија ги поддржаат децата од целиот свет да се вклучат, детските работилници во дворот на детската амбасада. Наши волонтери, над 1000 волонтери до сега вложиле свој ангажман. Јас пресметав дека тоа е околу 1,5 милиони евра донација нивна лична во време посветен на децата во нашите детски работилници. И навистина е убаво чувството кога се тоа ќе биде евидентирано, документирано. Вие знаете дека ние сме многу активни на социјалните мрежи. Имаме свој канал на YouTube со над 570 видео записи, посетени околу 120.000 посетители. Вебсайт би рекол дека сме прва организација која уште 97 година отвори свој вебсайт, го следат во просек околу 2.500-3.000 луѓе со отварање на 5 до 6.000 поединечни страници на вебсајтот. Да не ги кажам сите други алатки како што се Twitter, Flickr, Pinterest, Facebook и така натаму. И тие алатки всушност ни помогнаа на поедноставен начин граѓаните уште повеќе да дознаат за нас. Иако ревносно ги ставаме сите информации во нашиот електронски информатор Бушавко, кој го објавуваме на 6 месеци на година дена, затоа што тоа е на некој начин архива која станува запечатена за цел живот и едноставно документ, лична карта која никој не може да каже да негира нешто што навистина е сторено, а при тоа почитуваме и транспарентност и отчетност, правиме секоја година ревизија и сите ревизорски мислења ги ставаме на нашиот вебсайт за да бидат достапни и кон потенцијалните донатори и кон граѓаните. Граѓаните многу сме им благодарни што не поддржуваат со донирање на нивниот денар во нашата касичка кој наменски ода за нашите активности. Честитките социјално одговорни компании ги купуваат. На тој начин ни даваат директна поддршка. Граѓаните ви велам доаѓаат со облека која ја донираат во детската амбасада, нашата домакинка Слободанка прави селекција, што е употребливо им дава на децата и родителите на вистина тоа да го користат. Многу компании ни помагаат во нашата работа. Сме имале социјална одговорност со компании како што се Генел, Бимил, Стопанска банка, да не ги набројувам, кои не помогнале директно во нашата работа. За тоа сме им исто така многу благодарни. И да не беа тие социјално одговорни компании, граѓаните и нашите волонтери, очекувањето на поддршка од државата и од буџетот на државата кој постои со 12 милиони денари и е недоволно транспарентен кога се дели пред 5 дена пред Нова година, никој не знае кој ќе биде корисник. До сега ќе бевме замрени со финанска поддршка од државата и навистина е срамота за оваа држава да донира прва детска амбасада во целиот свет, единствена од ваков карактер со развиена своја мрежа членство и во Eurochild и во Euronet и во Child Help International и Global Child Against Labor и во многу други мрежи, Human Rights House и така натаму, едноставно предпозната со голем рейтинг, имидж и доверба и мислам дека треба да се запрашаат зошто не одвојуваат од буџетот за работата и активностите на првата детска амбасада, затоа они сносат одговорност, не ние. Така се оставено на филантропите. Па да, филантропите кои навистина се повеќе даруваат и целна група, морам да кажам дека децата, старите луѓе, лицата со хендикеп се на прво место во однос на тоа колку граѓаните се подготвени да даруваат. Така, ајде да го вклучиме и нашиот следен, верувам дека и последен гледач со оглед на тоа што сме веќе при крајот на емисијата. Повелете добар ден за кого? Ало. Добар ден, повелете. Добар ден, на телефон Даниела Трајковска. Јас имам одреден период работено во детската амбасада Миѓеши и ги поддржувам сите овие активности и ангажмани кои што ги прави господинот Драги Змијанац и
сите вработени и волонтери во детската амбасада Миѓаши, затоа што лично јас ги имам видено сите активности кои што се прават во таа детска амбасада и потполно се служувам со сето ова што го произнесе во последниве мигови господинот Драги Змијанац. Благодарност нели до компаниите кои што ја поддржуваат детската амбасада, поголем повик за уште поголем ангажман како од граѓаните, така од општествено одговорни компании, затоа што само на тој начин можеме да допреме до секое дете во Република Македонија. Како и би сакала да го прашам господинот Драги Змијанац до каде сме со хармонизација на СОС телефонот за деца и млади, затоа што знам колку од голема важност е и тоа во овој момент не сум веќе во детската амбасада Миѓаши и би сакала малку во тој дел да објасни до каде стојат работите. Благодарам за јавувањето, можеби сосема накуса за тоа што ме инспирира имаме... Даниела, многу благодарам што се јави навистина. Многу намакотрпно работиме за тоа прашање да комитетот во 2010 година упати препорака до владата дека го препознава СОС телефонот за деца и млади како релевантен телефон со почитување на индикаторите и податоците и дека владата треба да го хармонизира со европскиот број 116 111, Така. да одвои буџетски средства за оваа намена, да биде 24/7 и да биде достапен бесплатно од сите фиксни и мобилни оператори. Бидејќи првата детска амбасада е членка во Националната комисија за правата на детето, го поставив тоа прашање, стигна до владата, повторно е вратено лично, бидејќи го спомна и министерот Спиро Ристовски, вети на една од седниците дека ќе најде начин како да се подржи овој сервис кој е од јавен интерес, кој првата детска амбасада го менаџира на 20 години и еве јавно го повикувам да неговото ветување го оствари, затоа што тоа не го прави за Меѓаш и не го прави за нашиот СОС телефон, туку за децата, бидејќи во овој момент децата може да се јават само од фиксниот број на Тихоум, бесплатно, но не и од другите мобилни фиксни оператори. И она што сакам да и кажам на колешката Даниела, дека побарани сме и од исчезнати грабнати деца, паралелно да го отвориме и бројот 116000. И имаме неколку состаноци со Олга Цекич, кој е координатор на овој телефон во оваа област и наскоро планираме двата броја да ги предложиме до Агенцијата за електронски комуникации, да ги менаџираме, бидејќи имаме капацитет, имаме ресурси, знаење, 20 години постоиме за тоа, но државата мора да го одврзе кесето, затоа што не може да биде тој телефон само подржуван од социјално одговорни компании и граѓаните, туку бидејќи од јавен интерес, а државата, како што кажа една гледачка, троши пари за кампањи, сега може да троши наменски средства за да им помогне на децата да се јават нашиот нов број кој ќе биде хармонизиран, на тоа е 116 111 за сите деца и млади и 116 000 за исчезнати грабнати деца. Така, не е ни чудо можеби со оглед на нели сите овие активности што довербата од страна на граѓаните и децата постојано расте. Еве според истражување за на тема доверба нели во граѓанското општество го имате првото место. Можеме да ги погледнеме и графиконите од режија доколку се подготвени. Овие се интересни податоци со оглед на тоа што го имате пак второто место како пример за најуспешна организација. И второ место нели во секторот на демократија и човекови права. Јас уште еднаш ќе ги побрам графиконите од режија доколку се подготвени, може да ги емитуваме и да ги скоментираме. Она што лично мене ми причинува задоволство, значи на прво место сме пред Црвен крст кој 60 години работи по основ на доверба. 20 граѓани спрема 1 има доверба во првата детска амбасада и таа расте. Второ место, како што кажавте, за најуспешна организација која во континуитет работи 21 година без престанок. Второ место во демократи, човекови права и четврто место во секторот за развој на граѓанското општество, бидејќи тука даваме придонес и преку нашата македонска коалиција за заштита на правата на децата, која дава иницијален извештај или така наречен извештај во сенка на неформална коалиција која се здружува по потреба, го дава своето видување и на тој начин ни задаваме сериозни проблеми на било која влада кога го брани извештајот во Женева, затоа што алтернативниот извештај е едно друго видување, друг агол на граѓанските организации, каква е состојбата на правата на децата и кога ќе појде владата таму со нивниот иницијален извештај, веќе членовите на комитетот АБФ и јас таму во Женева
кога пред 2 години владата го бранеше извештајот, навистина има потешкоти да ја прикажат состојбата дека е розева во Република Македонија. Така, ние сме веќе на самиот крај на емисијата. Меѓутоа спомнавме неколку категории, јас не сакам да ги изоставим и децата питачи кои што можеби помалку нели ги спомнавме, особено затоа што се сетив од неодамна една изјава на министерот за труд и социјална политика кој повика да не им се даваат пари нели на децата питачи затоа што на тој начин се стимулира нели повеќе да родителите можеби повеќе ќе бидат сурови кон своите деца на тој начин што ги тераат да питаат. Знаете, јас некогаш се чудам, че ако оваа влада е во нешто е добро, е тоа што ги следат нашите ставови и некогаш кога ќе изјавиме некоја изјава или кога ќе дадеме некое наше видување, тие ја преминуваат и станува владина агенда, што од една страна не радува, бидејќи не почитуваат како сериозна и одговорна граѓанска организација. И нашиот став е ист. Так. Граѓаните да не даваат средства. Ако веќе сакаат да помогнат, нека пријават на тој број што државата се пофалува дека е активен 15505, нека седат едно саат време на страна да видат дали тие служби директно ќе дојдат да го отргнат тоа дете од улица, каде ќе го сместат, што ќе направат за него, дали ќе помогнат на тоа семејство, а не само да се дават апели за најстрого казнување на педофилите или пак недавање средства парични. Секако има друга форма да му се купи на детето храна доколку навистина е гладно, иако и мене лично ми се случувало кога ќе дадам јаболка или некој производ да не го прифаќаат, сакаат пари, значи под притисок имаат норма која мора да ја остварат, дури се казнувани, санкционирани, дури се изнајмувани, ама тоа бара социјалните служби да се повеќе на терена, за тоа ќе ни треба една цела емисија каде што велиме. Центрите за социјална работа мора да имаат возен парк, мора да имаат социјални работници теренски, да одат на терен и во континуитет да ја следат состојбата со детето до крајната разрешница. Но тука ќе кажем уште еден момент. И медиумите мора да влезат во истражувачко новинарство, да ја следат судбината на детето до крајната разрешница, а не само да известуваат ексклузивно и со веста да ја завршат информацијата. Така, јас себе ви ветувам јавно дека ќе имаме емисија на оваа тема, како што споменавте, и потребна е цела емисија, затоа што секогаш постојат уште прашања кои што можеби не ги ни допревме, а се од клучно значење. Ви благодарам за гостувањето, тука е крајот на ова издание на емисијата 24 од Сесрце. Останете со програмата на 24 вести. Пријатно.